Што е? Употреба на албанскиот јазик. Има законот. Има ли во Тетово право? Остави Тетово, слушај. Постојат и други точки кои што вие воопшто не ги согласно спомнувате. Уставот на Република Македонија. Зашто се гледате? Слушај, законот. Сега господине Халил, вие мене што мислите? Слушај, Како Уставот. вие во Тиранската платформа или вие во 91 година? Што сте се нашли вие повикани за преговори со Бугарија или со Грција? Зашто сте се нашли вие повикани? Што вие како албанец се наоѓате по... Сакаш да ти кажам ја за Бугарија? Да, за Бугарија и со Грција да разговарате. Воопшто за Бугарија не ме интересира. Знаеш зашто не ме интересира? Слушај сега, слушај. Јас сум бил со највисока делегација. Слушај, јас сум бил со највисока делегација македонска тука на посета во Бугарија. Добро. Со највисоки представници. Добро. Кога сме разговарале внатре со нив, сите збореле на бугарски јазик. И македонците, и бугарите. Кој македонец знае бугарски јазик? Извини, се се надпреварувале кој ќе зборува повеќе, подобро бугарски јазик. А амбасадорот дури удираше по градите дека пишувал книга на бугарски јазик. Што е поентата на ова што говорите? Кога излегува, еве да ви прифатам сите знаеле. Кога излегува после на кога вие се чувствувате како албанец, повикам во Бугарија. Кога излегува во пресуд, да. Без да го употребат нивниот мајчин службен македонски јазик, тогаш се преведувач пред народот. А на средбата е разговарано на бугарски јазик. Ама што, сега ради да нема преведувач или да има преведувач? Има бидејќи ние сме две државни делегации, треба и внатре да има. Позадината на Тиранската платформа во точката дека треба да постојат албанци во преговарачкиот тим со Бугарија и со Грција. Нели ви е јасно зашто се тие разговори? Со Грција ми е јасно. Да, а со Бугарија? Со Бугарија не ми интересира. Оти знам дека џабе да биде албанец таму. Што велите дека вие сте ја пишувале Тиранската платформа? Со Бугарија е џабе албанец да биде присутен. Ти е јасно. Со Бугарија џабе албанец да биде во делегација присутен. Ама вие ја поддржувате. Со Грција да. Ама вие затоа што Еди Рама што ти реков? Не рекол Еди Рама, па вие го поддржувате. За каков геноцид говориме ние во Република Македонија? Вашите политичари. За каков геноцид? Ја па ве прашувам вие пошто 91 Вашите политичари играат мајтап со народот. Зашто мајтап? Затоа што се преправат дека се борат за национални права. А не се борат. А не се борат. Пошто тоа? Зошто тврдите? И затоа во однос на Бугарија немој да поставаш прашање. Но вие тоа сте го пишале 91 во однос на Грција. Во однос на Грција ние сме дошле до еден заклучок албанците дека вие не сакате да го решите проблемот. Но ние немаме проблем. Грција тој што постои. Ама Грција има проблем. И второ, што подолго тој така наречен конфликт меѓу Грција и Македонија, тоа им дава можност на политичките елити да прават бизнес со грците. Тоа е докажано. Како бизнес, господине Халил? Имате вие политичари. Абе кој сака, мислите, вие верувате во тоа дека во Македонија постои политичар кој што сака да го има проблем со Грција? Кој што не би сакал да има нормален свет. Данес сте го сакале, ќе го решивте. Како да го решим? Вие сакате да се викате Мирослав Вуич? Некој да сака да не се вика веќе Мухамед, Мирослав треба да се викат. Како би реагирале вие, господине Халил? Се знае како сме реагирале. Вие сте сакале ние да ги именуваме нашите имиња. Кога тоа? Тоа беше 85-та до 90-та, кога беше забрането албанските родители да стават албански имиња на нивните деца. Да, го имаме ние. Имате вие го имаме тој период. Вие имате македонски имиња на вашите деца. Имате знаете некој таков пример. Сме имале арапски имиња. Не бе рекла казал. Како седнавте тука цело време ми рекла? Тогаш ти зашто ми зборувате со пак? Знаеш периодот на идејна политичка диференцијација. Кој што се крстени со македонски имиња? Не со македонски, ти не слушаш. Со српски имиња, со какви? Не, бришење на арапски имиња и ставање на албански имиња. Тие ставеле албански имиња, биле принудени да ги бришат и да пишуваат арапски имиња. Вистински не се чувствувам повикан.